Првиот круг од претседателските избори оценет како фер и демократски, но негативно беше оценета предизборната кампања, во која поради располагање со повеќе финансиски средства, поголем дел од медиумскиот простор земале поголеми партии. Негативно беше оценета и етничката поделба на кандидатите, како и недоволната застапеност на жените, што укаже на потребата од поголема нивна инклузија во кампањата и како избирачи. Ваков е ставот на наблюдувачите на ОПСЕ, кои ќе бидат во земјава се до 8 мај, кога ќе се одржи вториот круг за претседателските како и парламентарните избори. Се почитува основните, односно темелните слободи, но како што се приближува датумите за гласање, реториката стана негативна, имаше фрагментација и поделби по етничка линија. И покрај ограничените ресурси, сепак имаше доверба јавноста и покрај ограничениот технички капацитет, сепак процесот ефикасно се водеше. Изборниот ден е севкупно позитивно оценет, при што се почитуваа правата, иако во одредени места пребројувањето не се одвиваше според пропишаните постапки. А денеска во 19 часот завршува рокот на преговори за постапката на гласање, а до полнок и рокот за преговори за сумирањето на резултатите, со што Државната изборна комисија треба да донесе одлука за 72 часа. Доколку не се задоволни од одлуката, кандидатите имаат право на тужба до управниот суд кој одлучува за истата во рок од 2 дена.